Здраво, здраво! Во овој видео ќе ви објаснам што се тоа покажувачи и референци. Еве имаме некоја променлива тука, тоа е цел број. Кога сакаме да направиме покажувач, кажуваме од кој тип ќе биде покажувачот, во овој случај цел број, и ставаме звездичка. Тоа не означава дека сега ќе имаме покажувач. Оваа променлива тука е покажувач кој во моментов не покажува на ништо. Бидејќи покажувачот е променлива која чува адреса на друга променлива, вака ја земаме адресата и кажуваме дека покажувача ќе ја чува адресата на бројот А. За референци ќе ви објаснам подолу. Еве сега чисто да ви покажам како може да видиме која е адресата на А. Еве ќе ја испечатиме А со адреса покажувача. Еве сега ако го пуштиме ова, добро. Да, зголемиме малце фонтот, бидејќи ништо нема да се види. Нека 24. Добро. Значи имаме 10 со адреса оваа тука. Значи ова е адресата на А. Сега ако сакаме да ја земеме вредноста што ја покажува тој покажувач, ќе искористиме нешто вака. Значи тука. Ајде, но вакво ќе направам. Значи ставаме звездичка и кажуваме покажувач А. Ова се чита кај што покажува покажувач А. Значи ова ќе ја зема вредноста на таа мемориска локација и ќе ни го испечати на екран. Значи сега ќе го имаме истото. И еве го. 10 со адреса ова. Првото е директно променливата, а ова е преку читање на адресата. И сега, зошто ни е тоа битно? Тоа не е битно заради ова. Еве тука имаме пример за една функција која прима параметар по вредност. Она што не го спомнав во претходните видеа за функции е дека можеме на три начини да праќаме аргументи. Ова е праќање по вредност, кај што се прави копија од вредноста на аргументот и се зачува во оваа локална променлива број. Можеме да имаме параметар како референца и параметар како покажувач. Што е разликата, сега ќе ви објаснам. Значи, ако имаме нешто вака, зголеми за еден по вредност на А. Тоа е оваа функција. Што се случува кога ќе ја повикаме? Значи, кога ќе викнеме вака, ваму десетката се копира тука и ние ќе ја зголемиме таа десетка, ќе вратиме 11, ама оригиналната вредност на А ќе си остане 10. Еве, ваму го печатам тоа. Па, ајде да видиме. Значи, функцијата ни враќа 11, но вредноста на си е се уште 10. Бидејќи ние уствари сменивме локална променлива во функцијата. Ние ја сменивме оваа променлива, но А си остана ист. Сега, ако сакаме и ја да ја смениме со помош на функцијата, тогаш користиме или покажувач или референца. По вредност со покажувач, мислам, не, преку покажувач. Еве ќе ископираме. Добро. Сега не можеме директно вака да го пратиме параметарот, туку треба да ја дадеме адресата, бидејќи имаме покажувач. Очекуваме вредноста на да ни стане
11. Айде да видим. И да. Тоа е, бидејќи директно сега работиме на меморската локација кај што покажува покажувачот. Истото ќе се случи и доколку искористиме референца. Сега ако ќе користиме референца, нема потреба да ја ставаме адресата, бидејќи самото ќе си направи прекар за А. Сега очекуваме тука да имаме 12, бидејќи претходно едно се зголеми. Ама, ајде да провериме. И да. Значи, покажувачот и референцата истото го прават во овој случај. Значи, сега, финтата е дека кога користиме референца, ние уствари ја менуваме истата променлива и исто се користи како да си имаш оригинална променлива, ама сепак имаш пристап до реалната променлива, бидејќи е само прекар, алиас. А кога имаме покажувач, ја имаме мемориската адреса, значи ние во број сега ја чуваме мемориската адреса на и затоа мора прво да направиме дереференцирање. Ова уствари ја зима вредноста што е на таа меморска локација кај што покажува број, се зголемува и потоа се враќа. Референца се креира на овој начин, значи се кажува името на променливата, го ставаш знакчето за референца и си пишуваш име. Сега, една од разликата помеѓу покажувач и референца е дека не можеш да имаш вака пример. Референца точка запрка. Веднаш ќе почне да се буни, велејќи дека мора да е инициализирана на нешто и затоа секогаш кога креираме референца мора да ја кажеме и за која променлива се однесува. Значи сега ова референца е исто како променливата А. Една друга разлика помеѓу покажувач и референца е дека покажувачот и самиот си има своја адреса, додека референцата нема. Тоа можеме да го провериме со уште еден. Ајде да видиме сега што ќе добиеме за ова. Значи, можеме да видиме дека бројот А е 10 и адресата на е ова 008FFC70. Сега покажувачот А ја има истата таа адреса, значи ја чува адресата на А и бидејќи самиот покажувач е променлива, самиот си има негова адреса, што е се гледа дека е различна. Додека пак референцата на А се однесува исто како бројот А да е. Чека да го тргнам ова. Значи исто како да е бројот А. Исто се користи. За адреса има истата адреса на А. Што значи дека е само алиас, прекар. Ајде сега да ги поминеме сите разлики помеѓу покажувачите и референцата и зошто би користеле едни наспроти други. Првото, референцата мора да биде инициализирана при декларација. Ова веќе го видовме, значи не можеш да имаш референца вака. Ова кажува дека мора да биде инициализирана. Добро. Си го, инициализирано е сега. Референцата не може да биде 0. Сакаме да кажеме дека покажува на ништо. Значи мора да е L файло, се мисли мора да е променлива.
Значи ќе вратиме А. Друга работа, значи не можеме да направиме референца кон референца. Значи int ref to референца кон референцата А и сакам да ставам да биде референца А. Ова не можем да го направам. Не можеш да смениш на што покажува оваа референца. Пример, ако имам уште една int b, нека е 7, не можем да направам референцата кон А да покажува кон b, пример. Бидејќи ова што ќе направи, вредноста на ќе ја стави на 7. Нема да биде 10, туку ќе стане 7. Ова го поминавме, не зафаќа меморија, тоа го видовме преска со принтовите. Не можеш да смениш на што покажува референцата, тоа сега го гледаме. Нема аритметички и релациони операции, како плюс плюс, минус минус и такви ствари. Ќе пробаме тоа да го направиме тука. Референца плюс плюс ако направим. Не ја зголемуваме референцата сега, туку ја зголемуваме вредноста на А. Затоа не можеш да ги имаш овие. Не можеш да направиш низа со референци. Ќе направам посебно видео за низи, тоа ќе го прескокнам сега. И не можеш да имаш референца или покажувач кон друга референца. Сега да видиме тоа што значи. Ајде ќе ставаме еден breakpoint тука, ќе пуштиме програмата. И ајде ќе идеме линија по линија. Значи го покажувачот, сега не инициализиран. Сега ќе има внатре адресата на А. Сега вака не може да се види. Во референцата на А ја добиваме вредноста 10, бидејќи е само прекар на А. И сега да видиме што ќе се случи со оваа линија тука. Исто 10 имаме. Сега уствари имаме две референции кои покажуваат на истата променлива. Ако зголемиме референца А, нема да ја зголемиме референцата, туку ќе ја зголемиме вредноста на А. И сега А е 11. Сега нова променлива правиме и пробуваме референца А да ни биде еднакво на Б. Значи сега е 7 и како што кажав, тоа само ќе ја смени вредноста на А на седмица. Динамичка алокација на меморија ќе направам посебно видео. Може да ви го објаснам и ова, како може да се вратат повеќе вредности од функција. Може да имаме нешто вака пример. Ништо да не ни враќа функцијата. Креативно ќе ја крстиме функција. Ќе има две променливи. И што ќе правиме во тие променливи, само ќе кажеме дека А е 10, Б е 15. И толку ќе ни прави функцијата. И сега уствари овие ни се како излезни променливи. Сега ќе видите што мислам со тоа. Ајде тука на крај ќе го ставам тоа. Нови променливи ќе направам. Int C и D. Функција C и D. Ајде да го пуштиме ова. И на крајта имаме дека C е 10 и D е 15. Значи, од истата функција можеме да вратиме надвор од нејзе две променливи. Можеме и повеќе колку што сакаме да ставиме аргументи овде. Доколку имате некои
прашања, слободно поставите коментари и ако има потреба, можеби ќе направам уште едно видео за покажувачи и референции. Така се гледаме во наред.